како што најавив, веќе знаете, наш гостин физиотерапевт, кој на вистина ни е многу потребен на сите, затоа што живееме во едно стресно време, но кога и не сме толку многу под стрес, јас гарантирам, а знам дека ќе се согласи гостинот со мене, дека масажата е неизбежен дел која што треба да ја практикуваме во нашиот живот за наше многу подобро здравје. Накратко, само како најава, наш гостин Илија Жежов, познат физиотерапевт. Добро утро, секое утро и добре ни дојде. Добро утро, Слободанка, до вас, добро утро до гледачите на телевизија Алфа. И овде сме нели да говориме за се оно што е интересно за здравјето на нашите гледачи. Така е, како што се согласува што дека масажата на вистина ни е потребна на сите. И јас само едно ќе кажам до гледачите, значи масажата порано беше луксус, а денеска представува вистинска потреба. Потреба за сите, така, затоа што живееме во едно турбулентно време. Меѓутоа, вака за почеток, би сакала да разговараме околу тоа дека пандемијата е тука, меѓутоа сите оние навистина кои ја прележаа короната имаат потреба, имаме многу пациенти кои што е кај кои што е ослабена мускулатурата, која треба повторно да се врати во една нормала. Што правиме еве со тие пациенти и како физиотерапевт Илија може да помогне во тие случаеви? Океј, тие пациенти бидејќи нели прележале COVID-19, мускулатурата е атрофирана и тука треба значи физиотерапевтот да започне со една обработка на медицински масажи, каде ќе дојде до зацврстување на мускулатурата и зајакнување, подобар доток на циркулација и ординирање на поголема физичка активност после прележан или COVID-19. Така, тука се препорачуваат и вежби најверојатно. Индивидуални вежби, ординирани од страна на физиотерапевт, кој преку посебна скрипта ќе ги достави до прележаниот пациент од COVID-19 и ќе може да ги изведува дома во домашни услови, сликовито објаснети, терапевски. Така. Потребна е масажата и кај овие пациенти со оглед на тоа дека нели масажата исто така е една убава антистрес терапија и после сето она што тие го преживеале, да кажам, зборуваме за оние потешките, со потешка клиничка слика, затоа што многу денови биле во кревет, едноставно и токму затоа ослабува мускулатурата и сега, после тоа, име потребно масажи и вежби. Кои вежби најмногу се практикуваат во овој случај? Обично масажата, медицинската масажа во комбинација со мускулно-длабинска масажа, која што ја изведува физиотерапевтот е баш за зајакнување на мускулатурата и поголем зајакнат мускулен тонус. Она што е интересно, имаме доста добри вежби кои што се наменети за самото тело, каде што се вклучени горните екстремитети, долните екстремитети и паравертебралната мускулатура. Рековме нели, посебна скрипта со вежби се тоа каде што се изведуваат во домашни услови. Вежбите постепено најверојатно треба да се постепено, прават, прво одиме така? со попасивни вежби, потоа одиме со со посилни вежби, каде нели мускулатурата за едно 20 до 21 ден добива нели поголемо зацврстување. И се враќа пациентот Секако, мускулатурата се враќа претходно и пациентот се враќа нели во една зацврстувачка сила да може повторно да тука да го лесниме и да им кажеме на оние кои се соочуваат со овој моментален проблем, знам од искуство дека секој се дојде на свое место. Секако, пациентите кои што прележале нели COVID-19 по едно известно време се враќаат повторно да функционираат како сите нели нормални луѓе и тука не представува тоа некој сериозен проблем, бидејќи нели рековме, секој на секого може да му се случи. Затоа што сепак стравуваат поради ослабеноста на мускулатурата и она што претходно се чувствувале не е исто после тоа. Зборуваме уште еднаш, значи тука да појаснам за оние кои биле со потешка клиничка слика и кои морале повеќе денови ослабнат имунитет, ослабната мускулатура, нели тука рековме но со масажи, со вежби, масажи за зацврстување на мускулатурата, вежби и се тоа ќе се врати нели во нормала. Видете, Слободанка, мораме да напомениме дека COVID-19 нели е смртоносна болест и тоа нели преку почитување на мерките од страна на Министерството за здравство, тоа се почитува со заштитни маски, нели, и со сите протоколи од Министерството. Доста голем стрес кај луѓето донесе оваа болест. Можам да кажам дека доста пациенти и клиенти исто со психата доста попуштија. Тука беше моето следно прашање. Така, каде навистина доаѓаат кај мене во центарот за масажа и велат Илија, дали може да ни дадете нешто против стресот, значи. Еве тука ќе ја напоменам, нели,
антистрес терапијата, која што навистина е добра терапија. Тоа е еден вид на масажа. Што значи, еве вака, и тоа го најавивме, антистрес терапија? Што добиваме ние кои сме целосно под стрес или пак секојдневно со многу работни обврски? Значи, зборуваме еве за овие луѓе кои ќе се пронајдат во ова што јас го кажувам. Или пак сме под стрес од многу други влијанија кои ги имаме и секојдневниот живот кој ни наметнува да се чувствуваме така и да сме секогаш под стрес. Антистрес терапијата колку е потребна и зошто е потребна? Вака, мораме да кажеме дека значи стресот може да го добиеме исто и од работното место. Намалената физичка активност, дополнителни или други случувања кои што ни се случуваат ни секојдневниот живот, може да ни донесат значи исто така стрес во организмот. Стресот најчесто се изфрлува на база на тоа што треба да имаме нели поголема физичка активност, помалку нели да ги земаме работите при себе на срце. Така што антистресот масажа е навистина добра масажа која што може пациентот, односно клиентот да ја добие и да го смири стресот во себе. Масажата се изведува околу 60 на минути со 4 вида на етерични масла. Тоа се розмарин, портокал, лимон и лаванда. Токму само овие етерични масла се за антистрес терапија или постојат и други? Се извинувам. Наменети се значи овие 4 вида на етерични масла кои помагаат во антистресот на терапијата. Дали можеме еве кога немаме време да кажам за во мора да најдеме, меѓутоа доколку немаме време. Ги споменавме овие 4 етерични масла, што би сакала полека уште еднаш да ги кажеме. Дали можеме во домашни услови никако да се релаксираме барем со нив? Во бања и слично. Секако, значи може да ставите во еден сат. Еве за кои етерични масла стануваше збор? Може да ставите во еден сат голем значи вода. Во тој сат може да ставите значи по 5 капки од сите масла и да оставите така. Едноставно да се уживаме. Да се уживате. Да се релаксираме. Да, така што преку дишењето, нели преку самите етерични масла, на некој начин значи ја опуштате психиката. Тоа во домашни услови, но уште плюс на сето тоа да имаме и масажа, е тука веќе. Јас често знам да ставам нели во центарот така и да мириса нели целата просторија. Етеричните масла се доста добри против стресот. Многу сакам да знам за етеричните масла, но ќе говориме и после и за се разбира за она што сме тука за антистрес терапијата и масажите. Етеричните масла, сигурно дека си ги имаш тие податоци, од кога се користеле и зошто треба и денес да ги користиме токму овие истите, а јас мислам дека барем тука кај нас не толку многу, барем колку што имам информации ги користиме или пак ги подзабораваме, но мора да ни се добре дојде и во домашни услови кога можеме со помош на етеричните масла да се ослободиме од стресот. Малку историја околу нив. Како е почната нели да се практикува масажата во последно време се повеќе и повеќе да биде барана, значи така се барани повеќе нели етеричните масла. Етеричните масла представуваат значи многу добра работа бидејќи рековме нели го опуштаат стресот, исто се добри нели за мирис, исто се доста добри значи за нанесување на самата кожа при масажата, имаат витамини, значи имаат минерали доста во нив, навистина се фантастични. Така, и добре дојдени ни се. Секако за организмот, за телото, за психиката. Кога зборуваме за масажата, тука веќе не станува збор за годишна возраст. Затоа што јас велам дека масажата е потребна од најмали ноза и на дечињата им е дури потребна масажата, меѓутоа говориме еве сега и за оние кои се во повозрастните години, кои се со здравствени проблеми кои си ги имале, но тука физиотерапевтот многу може да помогне. Јас би сакала и тоа да го споменеме. Кои се оние здравствени проблеми кои ги имаат, кои ги чувствуваат луѓето, а каде што физиотерапевтот најмногу може да помогне? Видете, Слободанка, значи физиотерапевтот е специјалист стручен за лекување значи на мускулно-скелетни заболувања, како што се исто имаме тука дијагнози од дископатија, дискус хернија, ишијалгија, спондилоза. Тука се мозочните удари и сите нели постооперативни зафати. Што прави тука физиотерапевтот? Физиотерапевтот е главен после секој постооперативен зафат, после секој мозочен удар и после секоја дијагностифицирана дијагноза за рехабилитација. Што би значило? Физиотерапевтот ординира посебни методи од физикална терапија каде учествува во лекувањето на сите мускулоскелетни заболувања. Така, значи, она што сепак се соочиле со здравствени проблеми пациенти, да ги кажам, луѓето може да дојдат, се разбира, до тебе, како и до физиотерапевтот, затоа што тука мора да напоменеме сепак, после сите овие здравствени проблеми со кои што се соочиле, после тоа веќе тука настапува физиотерапевтот кој е многу потребен.
после секоја спортска повреда, Повреда. значи после Било сите како, рековме нели мозочни така. удари, после сите дијагнози, значи ординирани од страна на физијатарот, од страна на стручните лекари, невролозите. Тука морам да ги поздравам нели невролозите во 8 септември, докторка Марија и доктор Илија Здравков. Они се феноменални стручњаци во областа од неврологијата. После секој мозочен удар задолжително им даваат значи ординација дека пациентите мора да бидат нели третирани од страна на физиотерапевт, бидејќи тука станува збор значи за одземеност на едната страна од телото, каде доколку нема физиотерапевт, таа страна останува закржлавена и нема повторно да профункционира. Значи действието на физиотерапевтот Физиотерапевтот Слободанка е главен во ета. здравствениот систем и физиотерапевтот учествува, рековме, после секоја постоперативна или пред оперативна работа во здравството и во лекувањето на сите дијагнози кај пациентите. Така. Како физиотерапевта би сакала да знам еве од твоја страна со какви стресови најмногу се соочуваат граѓаните, пациентите кои доаѓаат? Со кој вид на стрес? Дали најмногу го добиваат стресот од работното место? Дали покрај сето она што во моментот не сите сме под нели голем стрес затоа што не снајде она што не снајде, никој не очекуваше. Што е она што со какви стресови ние живееме? Видете, сето тоа е индивидуално, како нели луѓето го доживуваат. Може да заокружиме најмногу. Како луѓето го доживуваат тоа нели во себе. Најчесто најголемите стресови го доживуваме на работните места. Можам да кажам. Од која причина? Од причина што ете, може да се врши нели на работното место мобинг, може да се врши на работното место тортура, па сето тоа нели граѓаните не можат да го поднесат, па на некој начин го ставаат на себе и доаѓа нели до големи стресови. Така што најчесто кога ќе дојдат се со главоболки, со мигренозни болки исто така и бараат нели некој спас, односно антистрес терапија или аромотерапија, која што навистина им помага да можат на некој начин да го смират стресот, нели и да се вратат во една нормала, бидејќи навистина луѓето знаете како физиотерапевт, значи одма ќе ги осетите кога им се случува стрес во себе, значи имаат некој изменет лик, во очите. И сето тоа представува нели причина да вие физиотерапевт настапете и му помогнете во сето тоа да им го решите. Сега како физиотерапевт јас тука чувствувам и тоа дека вие покрај тоа што ги масирате, односно давате масажи, антистрес терапии и уште ќе ги напоменеме и останатите масажи кои ни се потребни, сепак и психолошката страна е многу важна во вашата работа. Јас Слободанка, знаете, ако викам, значи 70% сте психотерапевт во учеството на лекувањето кај пациентите, 30% сте терапевт. Зашто видите, за да дојде некој клиент, некој пациент, да ви ја даде довербата, прво треба да има доверба во вас. Кога ќе ве погледне, треба да има доверба во вас и да се осети дека тој треба да ви ја даде довербата, да вие раководите со неговиот стрес, со неговата проблематика, со неговото тело, со се она што представува проблем во неговото тело. Така. Кој е после антистрес терапијата? Еве, доколку пациентот, да кажем, бил под многу голем стрес. Колку масажи се потребни или што треба ние да сториме за да го отстраниме стресот и колку често треба да посетиме физиотерапевт? Вака, значи луѓето кои што немаат некој посериозен проблем, јас предлагам значи еднаш до 2 пати и 3 пати месечно, по половина час да се направи масажа од причина што самото работно место, значи самите нели секојдневни активности и намалениот обем на физичка активност доведуваат до закржлавување на самата мускулатура, до атрофирање нели и до слабост. 3 пати месечно е сосема доволно по половина час, чисто да се исфрлат оние млечни киселини, калцификати формирани по самата мускулатура и да се ослободи телото нели од напори и од стрес. Она што е интересно, некои луѓе сакаат да прават и по 2 пати и по 3 пати неделно. Луѓе кои што уживаат во масажата, никогаш за нив нема. Дали тоа е добро дојдено исто така? Секако од масажа јас велам никогаш доста, меѓутоа нели знаете како, секогаш луѓето нели со финансиските средства знаат нели тоа да си го редуцираат, нели сето тоа е индивидуална работа. Оној кој што сака да ужива во масажата, наоѓа простор и време и се јавува и вели сакам денеска дали може 120 минути масажа. Јас викам, господине, 120 минути масажа нема ефективност. Се што е повеќе од 60 минути масажа е само заморување на мускулатурата и не е нели тој што е професионалец тоа ќе го одговори. Така е. Секако не е добро дојдено нели да има ефективност. Не е само наместо индикации ќе имаме тука контраиндикации во аплицирањето. Значи постои такво нешто и од премногу масаж. Се што е премногу не е нарно. Така, под стрес кој што сте напнати и велат 120 минути или 120 минути, замислете, навистина многу. И тоа нема да имат голема ефективност.
Тука сега сакам да знам, еве што се однесува значи за масажите и за вас физиотерапевтите, кажавме дека тука и психолошката страна многу треба да е. Многу фактори да има. Се разбира секој си е индивидуално за себе, зашто дошол и така натака како вид на масажа му е потребна како вид на помош, со оглед на тоа дека физиотерапевтот, како што и напомена, и психолошката страна многу е треба да се едноставно пациентот кој доаѓа да се ослободи од сето она што е и во мислите. Масажата го прави ли тоа? Ако значи после вака има еден податок вели вака. Дали депресивните може дали масажата може да помогне покрај стресот, значи и со депресивните? Еве ви еден податок терапевтски. Добра. 4 часа спиење заменува 30 минути масажа. 8 часа спиење заменува 60 минути масажа. И како масажот знае да има големо дејство и влијание во човековото тело. Едноставно, стресот, нервозата, слабата циркулација, атрофираната мускулатура, сето тоа масажата во 60 минути, верувајте, ќе направи голема ефективност кај човекот. Така. Сега за антистресот терапијата, масажата. Колку ние еве како народ сме научени да имаме или пак практикуваме физичка активност? Морам да кажам, Слободанка, дека респект кон оние луѓе нели што почитуваат физичка активност. Физичка активност, меѓутоа повеќето секако да спортуваат, но повеќето знаат нели тоа да го заостават и да се жалат на тоа дека немаат време. Знаете како не може да немате време 60 на минути или 30 на минути да си посветите на себе. Кога имате поголема физичка активност, кога повеќе ќе спортувате и кога повеќе ќе внимавате на сопственото здравје, тогаш ќе имате поголеми резултати. Како што е да го изврлите стресот и да имате поголема улагодност во вашето тело. Така е. Меѓутоа исто тука говориме, секогаш кога говориме за физичките вежби, за масажите и така натаму, напоменав и би сакала уште еднаш да напоменам дека воопшто не е важно нели годишната возраст во која што се наоѓаме. И луѓето во повозрасни години треба да практикуваат вежби. Видете, и да се физички активни оноку колку што можат. Видете, јас велам годините се само бројка. Најбитно е како се чувствувате внатре и што можете денес да направите. Јас имам пациенти кои што имаат 60 години, кои што имаат 65 и велат доаѓаат или ја ве молам да ми направите скрипта со вежби, јас сакам да вежбам. Јас сум воодушевен кога ќе го слушнам тоа, значи. И не може сега 65 годишен пациент или 67-8 години пациентка кој што сака да вежба, да не може да вежба 30 годишник, 40 годишник. Значи тоа за мене е неизводлива работа. Така. Значи сите мора да бидат физички активни. На тој начин, стресот, нервозата, напнатоста во себе, и како ќе се исфрла. Значи што значи, еве уште еднаш јасно и гласно, што значи да се практикува физичка активност покрај плюс масажата во нашиот живот. Може и во домашни, нели, како што кажавме, напоменавме и услови, било каде, шетање во природа, пешачење, било што и да е. И во време на коронавирусот, додека не работевме, јас често на социјалните мрежи, вие знаете, сте ми пријателка, и споделував нонстоп вежби. Јас нонстоп пациентите мои и клиентите ги мотивирам нонстоп да вежбаат, да бидат физички активни, да пешачат, да одредат спорт кој што ќе им одговара соодветно за нив. Значи не мора тоа да биде теретана, не мора тоа да биде некои тешки вежби. Тука постојат вежби кои што можат да го зацврстат телото, кои што се ординирани од страна на физиотерапевт, значи по посебна скрипта, по посебен терапевтски протокол кој ќе им даде голема ефективност во самото тело. Физичката активност мора да биде сведена на високо ниво. Да, тука доаѓаме до заклучок дека не треба воопшто некаде и финансии да даваме за да бидеме нели физички активни кои што не сака, кои што не можат, кои што не се финансиски подготвени да идат по теретани да плаќаат, значи можат слободно да ми се обратат, јас ќе им испратам скрипта со вежби, нека си вежбаат слободно дома. Значи не представува тоа проблем, значи видете сега, и ова морам да го напоменам, не знам гледачите може ќе ми замерат, значи ако имате за фризура 1500 денари да дадете и за ногти 800 денари, а немате 1000 денари да одвоите за фитнес и за теретана, тоа не е во ред. Значи прво ќе го гледате физичката активност, ќе го гледате здравјето да ви биде на прво место, а потоа ќе гледате фризурата. Или обратно. Ќе гледате повеќе фризурата. Зошто е толку многу важна во сите животи? Слободанка, јас би кажал, значи едноставно без физичка активност нема добар живот. Значи физичката активност е многу битен фактор во човековото тело. Ви кажав, ви напоменав дека сите стресни ситуации, дека сите напнатости со физичка активност се решаваат. Така е.
Внимателно слушам затоа што малку и се позамислувам дека треба повеќе да практикуваме физички активности, Добро. па тука спаѓам и јас во таа Добро, морам да категорија. напоменам дека вие си вежбате и тоа се гледа по вашата фигура. Ви И јас како благодарам. физиотерапевт можам тоа да го приметам и по вашето тело, дека мускулатурата е доста добро зацврстена, имате добар доток на циркулација и што е најважно, немате млечни киселини по мускулатурата. Многу ви благодарам, но еве ќе се потрудам на вистина да дадам се од себе повеќе да вежбаме. Верувајте, со оглед на тоа дека потекнувам од семејство каде што имам некој што се занимавал целиот живот со спорт, многу е важно спортувањето и ден денес исто така практикуваме и заедно дори дома вежбаме и правиме спортски вежби и физички активности затоа што се многу добре дојдени. Тоа го гледаме еве и кај возраста, доколку не подклекнете и не секогаш да се седи само пред телевизор и да се гледаат серии и така натаму, едноставно може да се излезе надвор, ако ништо друго, барем зборувам за оние повозрастните, пешачење. Пешачењето е многу исто здраво. Пешачењето е многу битен фактор. Така. Јас велам 3 пати неделно по 30 на минути пешачење, имате многу добар доток на циркулација. Имате едноставно енергија да ги извршите сите оние активности кои што треба да ги извршите во текот на денот. Расположени со позитивна енергија, бидејќи рековме, физичката активност го подобрува расположението, го смирува стресот, напнатоста и ја подобрува вашата психичка благосостојба. Јас тука би вклучила и доколку имаме телефони, зашто да не и гледачи доколку имаат желба да се јават да постават некое конкретно прашање до тебе Илија како физиотерапевт. Но еве, сакам да знам исто, што се случува, кажавме, значи сите оние кои се со здравствени проблеми. Мора, значи тоа веќе тука мора и сите ние, меѓутоа оние кои се соочиле со здравствените проблеми како што напоменавме, мозочен удар и други спортски повреди, физиотерапевтот е тој каде што едноставно е финишот на сето тоа и ги застанува на носе повторно. Ако значи вие гледате дека често пациентите што доаѓаат кај Но мене исто и тие пациенти се соочуваат со стрес пред се, нели? Покрај сето она што го преживеале, но имаме и гледаш, може да го вклучиме. Имаме пациенти кои што можат да згазнат на собствената нога, а се плашат бидејќи се под стрес да не направат некоја компликација или контраиндикација. И доаѓаат сега кај мене и велат Илија, ние сме постоперативни, нели, пациенти, доаѓаме кај вас на рехабилитација. И јас прво психички ги опуштам пациентите, потоа настапувам, нели, значи со апликација и со методи во однос на лекувањето. Да. Тука веќе станува збор за покомплицирани случаи со оглед на тоа дека и се под стрес и се соочува со напнати под стрес. Имаме гледач. Ајде да видиме што ќе постават прашање до нашиот гостин физиотерапевтот. Добро утро. Се исклучи гледачот, но доколку сакате и имате потреба да се јавите и да си прашате еве од нашиот разговор, слушате сето она што е добро за нас, верувајте, затоа што кажавме дека масажата е неизбежен дел од нашиот живот. Имаме гледач. Добро ви утро. Ала? Добро ви утро, секое утро. Добро утро. Повелете. Емисијата ви е многу убава. Ви благодарам. Сакаме да го поздравиме колегата Иле, нашиот колега, што работевме заедно, Светле, да, и сакам да ми каже за стрес, за масажа, за терапија и лепотање. Најдобар физиотерапевт е. Ви благодарам. Да. Знам. Јас тоа сум си го почувствувала на својата кожа и во моето тело, така да знам за што зборувате. Многу убав поздрав, да го жениме. Така е. Ви благодарам. За терапија, малце за стрес, за масажа, за циркулација да ми каже. За циркулација, па да, повозрастните луѓе, па веќе и ние во овие години во кои што сме чувствуваме дека циркулацијата некако ни е послаба во последно време. Зошто е тоа така? Еве напоменавме, значи слабата физичка активност, постојаното седење дома и лежење нема добар доток на циркулација. Рековме повеќе пешачење, со тоа ќе ја зголемиме нели физичката активност да биде сведена на повисоко ниво и така да тука ќе има доста подобрување. Еве поздрав до колешката, успеала да се јави. Да, голем поздрав. Имаме ние се уште време, така да доколку имате почитувани желба да се јавите да поставите конкретно прашање до нашиот гостин физиотерапевт, слободно можете. Скршеници на рака, па потоа еве за дечињата, малку да ги опфатиме и дечињата, да. Имаме гледач, па ќе говориме и за нив. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Едно прашање до нашиот физиотерапевт. Се работи пред 2-3 месеци пред биде коронава, мислам во
една недела пред тоа, направена е операција на колк. На колк? На колк. Добро. Меѓутоа, фати ова, што не фати короната, не можеше пациентката да оди нити на физикална терапија, нити во бања. И еве поминаја 3-4 месеци, се оди со стаки. Ме интересира дали дали физиотерапевтот работи, каде работи и како може да се дојде до него, да му објасни пациентката, зашто таа е една моја добра пријателка, јас во нејзино име се јавувам. Добро, ви благодарам. Ке добиете конкретен одговор. Нашиот центар за масажа, физиотерапевт здравје се наоѓа во Гостивар и ако короната откако е присутна во нашава земја, во нашиот свет, многу пациенти се оставени на милост и на немилост постоперативно зборувам. Ако еве еден поздрав до гледачката, јас сметам дека не треба да ја остават постоперативната операција така да остане, него можат да си најмат физиотерапевт кој со заштита ако ќе оди дома и ќе изведува односно индивидуалните вежби, мануелната масажа, значи и физикална терапија во домашни услови, бидејќи доколку се остави постоперативната операција, односно хируршки зафат така, може да има трајни последици по верувам. Оперативниот Зато зафат. ова е еден убав совет до сите кои сите кои што има се соочуваат со ваков здравствен проблем. Значи, постоперативно да се викнат физиотерапевти и да продолжат со рехабилитација во домашни услови. Ме интересира сега значи за дечињата. Колку и на дечињата им е потребна масажата? Еве, нели се соочуваат исто така и со повреди, скршена рака, нога и така натаму. Истото ли е потребно и за нив? Сега Слободан. Так. Исто и кај нив рехабилитацијата тече. Так. Се извинувам. Доколку некој имаме гледач, па ќе продолжиме. Добро ви утро. Добро утро, драга Слободанка, честитки што си донела вака прекрасен гост. Благодарам. Се надевам дека оно што разговараме допира до вас и дека едноставно ве мотивираме, дека треба да имате физичка активност, да си го чувате вашето здравје, да одите на масажа доколку можете, одвојте си 500.000 денари за масажа и да си уживате. Господинот, многу го поздравувам. Прво би сакала да го прашам дали правилно постапувам и да ми даде совет. Господине, јас бегувам од Паркинсова болест 12 години. Ми дадува количка, јас количката ја оставив да мирува, она да седи, да ужива со Паркинсоновата, а јас сум многу активна и упорна во мојата болест. Браво. Од два некогаш одам со 2 бастуна. Ги влечам ногите, знаете Паркинсова каква. Ништо не се и одеднаш ми се кочат ногите, али јас наставувам да одам. Ќе се влечам и ќе дојдам до целта. Тоа ми е една активност која што упорно ја поведувам и со плачење некогаш одам, али знам дека тоа е корис мојот организам. Друго, живеам на планина. Кога има капини, некако ќе се одвлечкам до капините, тоа ми е најубаво без возите, а нека слушаат сите како што се болни, како јас се одржавам и како изгледам. Слободанка знае како изгледам. Да, сум ве запознала и знам, да. Но ви се воодушевувам. Да, кога имаш шипки, што јас сум активна со шипките, многу тука вежбам, додека отидам до шипките, од 20 отидам, али упорно одам. Значи и ред други работи. Така, бараме совет за Паркинсоновата и како да барате совет, така, од физиотерапевтот, што да правите? Додатен совет, пошто многу ми е позната Паркинсовата болест и не треба да и се предадам, ама некогаш стресот успева да ме победи и тогаш многу 2-3 дена ми треба да се опоравам. Избегавам од стрес, позитивна особа сум, али не можеш, тоа е појако. Вие тоа го знаете, дека тоа е појако од организмот. Стресот е најутичен на организмот. Благодарам што ме сослушавте, сега чекам совет од вас. Да, благодарам што се јавивте, благодарам што сте со нас и што не следите. Што ќе кажеме за Паркинсоновата болест? Колку е позитивна и колку е борбена во борбата со Познавајќи ја Паркинсоновата. гостојата, станува збор за навистина
пред се една вистинска дама која се соочила со ваков, за жал, здравствен проблем, меѓутоа многу со борбен дух и едноставно нема предавање и самите слушнавте како кажа количката нека си стои со Еве одма ќе дадам болест. совет како тоа да си го подобри сопственото здравје, нели, да може да биде порасположена и да биде поактивна во борбата со Паркинсоновата болест. Доколку има внук, значи она доколку поседува социјална мрежа Facebook, слободно нека ме додадат на Facebook или ја Жижев, ќе им испратам скрипта со вежби, каде ќе може дома, тоа се поблаги, попасивни вежби, да ги изведува и еве би дадол еден апел да се иземи некој физиотерапевт кој што ќе се распаша колку е, нели, добар во изведувањето на Паркинсоновата болест, да прават поблаги масажи на целата мускулатура. Тоа значи само веќе збор треба поблаги масажи тука. Поблаги масажи, тука не сме да бидат аплицирани јаки масажи, тоа да бидат поблаги масажи каде што ќе има поголемо зацврстување на мускулатурата, подобар доток на циркулација, нели, и се со цел да се поработи, нели, на физичката активност со терапевтот во станување, седнување, обука на одење и така натаму. Јас мислам дека опативме барем се она што но имаме гледач, ќе го вклучиме со оглед на тоа дека може уште плюс некоја минута да продолжиме со разговорот, затоа што интересот е голем кога се однесува за здравјето на сите нас. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, повелете, ве слушаме. Поздрав до тебе, до физиотерапевта. Благодарам многу, поздрав. Едно прашање од убавиот Охрид. Слушнете ме. Во почетокот лумбаго со ишијас. Сега на овие години, 70 мои, со дискот откриваат и шилет. Колку тоа помага со физикална терапија, јас да продолжам да одам, да молам од големи се болките. Во ред? На четвртиот и на петтиот пршлен од левата страна. Доколку тоа беше прашањето, ви благодарам. И благодарам и на вас и убав ден. Исто и вама, убав ден и секое добро здравје, чувајте се. Колку што сватив, господата зборуваше за шилец. Да. На четврти и на пети пршлен. Шилците најчесто се топат со ултразвучна терапија, но тука постои, нели, мускулно-длабинска терапија, која што е со поголема акупресура помеѓу пршленското тело. Исто така можат да се растопат тие шилци и, нели, да се врати пршленското тело во правобитна состојба, но сепак пак е напоменам, многу е битно каде се оди на физикална, значи која изведува физикалната и под какви услови се изведува. Значи не сегаш мора да биде присутна електротерапијата, не огаш треба да се потрудиме физиотерапевти, еве еден апел до колегите да практикуваме малку терапија и рачна, мануелна, бидејќи со рачна мануелна масажа може и како да го средиме сето тоа. Но сепак за гледачката постои надеж, нели, дека може постои, да се добро да се расправи, распраша, добро да се информира и мислам дека ќе си го најде решението во соодветен начин. Така. Масажата антистрес терапија, кој тип масажи помагаат, кои масажи се добри за оние кои го прележале коронавирусот, ја опативме оваа тема за ова утро во нашата утринска програма Добро утро секое утро. И многу ти благодарам што одвои време, сепак знам дека си имаш обврски, пациентите чекаат, но да заклучиме, значи, на крајот од разговорот дека масажата не треба воопшто да ја изоставиме и секогаш да биде присутна во нашиот Прво ќе напоменеме, ако ништо друго барем 2 пати месечно. Прво ќе напоменеме физичката активност да биде на високо ниво, луѓето да можат, нели, да вежбаат, да бидат активни, да го чуваат сопственото здравје, повеќе пешачење и секако, нели, 2 до 3 пати месечно масажа, нема да биде на одмет, ќе биде многу од корист. Без разлика на годишната возраст, уште годините се само бројка, само бројка. Не е битно како се чувствуваме. Благодарам уште еднаш, поздрав и на некоја друга тема, повторно со нашите гледачи, мислам дека ќе биде следниот пат повеќе со гледачите, ќе препуштиме за да им помогнеме еве и со совети што може тие да се сторат за нив и за нивното здравје. Јас тоа ви го посакувам, благодарам уште еднаш. Само добро здравје, останете ви понатаму со нашата утринска програма. Имаме се уште содржини подготвено за вас. Останете со Алфа телевизија.